Голем дел од децата со инвалидитет немаат можност до крај да се школуваат. Тие пак кои успеваат да завршат високо образование, не може да се вработат. Дритон Фетај од село Пршовце, лице со посебни потреби, има завршено правен факултет. Со години се пријавувал во Центарот за вработување. Бил повикан од една фирма за работно место според неговото образование, но кога дошол на интервју и кога собствениците увиделе дека станува збор за лице со посебни потреби, му понудиле работно место хигиеничар. Дритон револтира не сакаше јавно да зборува пред камера за дискриминацијата на општеството кон него, ни раскаже неговиот татко. Го гледам детето се загрижува. Загрижен ми седи нон-стоп, без работа. Вика, тато сум завршил факултет, а седим дома. Не повикува на разговор и кога ќе слушнат дека има тоа и го избегнуваат разговорот. Кога станува збор за вработување на лицата со посебни потреби, подобра не е состојбата ниту во институциите. Например, во општина Тетово од над 500 вработени, само 5 лица се со инвалидитет. Мамут Изири е еден од нив, но тој како и останатите се соочува со безброј инфраструктурни препреки во самата општина, а голем проблем е што се уште не може да добие решение на неопределено време. Веќе работам во општина Тетово веќе 9 години. И каде што уште не ми е статусот како со решение, без статус сум уште. И што се малку потеши, например, количкаши, што се, нормално тие ни треба поче услови. Не само во канцеларијата да биде пристапна на него, не му треба и туалет и тоа што да ги извршува тие секојдневните работи. Но проблемите на лицата со посебни потреби започнуваат од нивната најмала возраст во образовниот процес. Основните училишта подолг период се соочуваат со недостиг на дефектолози, психолози и педагози. На поголема пречка, оваа категорија ученици не идуваат кога треба да продолжат со средното образование. Во Македонија постојат само 2 специјални училишта на македонски, а на албански јазик ниту едно. Целата репортажа за проблемите и предизвиците на лицата со посебни потреби ќе може да ја гледате во рамки на новата емисија "Зборуваме за хендикепот", која ќе се емитува на телевизија КИС. Секоја недела во Тетово се регистрираат по десетина нови случаи на мали сипаници. Епидемијата не стивнува. И во периодот од 10 до 16 мај во Тетовскиот центар за јавно здравје се регистрирани дури 11 заболени од морбили, со што градот го држи неславното трето место по вкупниот број на случаи на морбили од декември до сега, со 129 лица. Пред него е Куманово со 183 и Скопје со 882 заболени, со оглед на поголемата територија која ја зафаќа овој град. Инаку во изминатава недела во земјава вкупно се регистрирани 134 нови случаи на заболени од мали сипаници, и тоа повеќе од половина се на возраст над 20 години. Според вакциналниот статус, 94, односно 70,1% од регистрираните се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Вкупно од почетокот на епидемијата во декември 2018 заклучно со 16 мај во Република Северна Македонија регистрирани се 1524 случаи на мали сипаници. Најголем број на случаите се од возрастната група над 30 години, 673. Пријавено е 261 дете на возраст под 1 година. Децата на возраст од 1 до 4 години се регистрираат со 229 случаи. Според вакциналниот статус, 1136 од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од невакцинираните 261 се на возраст под 12 месеци и не подлежат на вакцинација, согласно календарот за имунизација. Од вкупно 229 заболени деца на возраст од 1 до 4 години, 87,8% се невакцинирани или со непознат вакцинален статус, а од 898 заболени кај лицата над 20 годишна возраст, 64,7% се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од пријавените случаи 643 биле хоспитализирани, а кај 238 се регистрирани компликации. Најголем број компликации се јавувале кај деца.
Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа кај старата патарина кај Градско. До несреќата дошло кога товарен камион се удрил во бетонските столбови пошто се превртел. Станува збор за столбовите од некогашната патарина, која сега е преместена, но се уште стојат на автопатот без никаква сигнализација. Така оставените бетонски столбови предизвикуваат сериозна опасност за возачите, особено навечер кога видливоста, а со тоа и можноста да се забележат столбовите е многу мала. Неофицијално возачи што често минуваат по патот, велат дека ова не е прв случај, некој да се удри во столбовите, туку дека тоа им се случило веќе неколку пати, откако патарината е преместена. Сличен проблем имаше и на автопатот од Скопје кон Куманово, каде што долго време старата патарина не беше целосно отстранета. Во тек е јавен оглас за набавка на гориво за земјоделска механизација, што воедно представува и последниот чекор од процедурата за воведување на оваа нова мерка. Мерката која за прв пат ја воведува оваа влада има единствена цел да им го олесни производството на земјоделците и да им ги намали трошоците за механизацијата. Тендерот е отворен 70 дена и на него имаат право да учествуваат сите странски и домашни правни или физички лица или група на такви лица кои што се регистрирани за вршење на дејност поврзана со предметот на договорот и на набавката. Рангирањето на понудите ќе се врши според висината на понудените цени. Во оваа годишна програма за директни плаќања, за оваа мерка издвоивме дополнителни 200 милиони денари, односно повеќе од 3 милиони евро. Со мерката ќе бидат офатени околу 55.000 земјоделски стопанства, земјоделци, фармери, што имаат поледелски и градинарски култури, овошни и лозови насади. Макотрпно се работеше на сложената процедура која што бараше прецизни и детални анализи. Затоа во изминатиот период тимови на Министерството и Платежната агенција, заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, врз основа на повеќе анализи ја изработија методологијата за пресметка на процентот на трошоците. Например, според пријавените производствени капацитети, односно хектари за овошни и лозови насади, градинарски и поледелски култури, анализите покажуваат дека најмногу гориво или 150 литри по хектар се троши на овошните насади, околу 120 литри на лозовите и градинарски, а 60 литри по хектар се троши на поледелските култури. Бидејќи се работи за сосема нова мерка. За оваа година, како прва година во воведувањето на оваа нова мерка, кофинансирањето ќе биде 30% од трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Со можност, која што веќе е ставена и во законот, понатаму овој процент да се зголемува и до 50%. Тетово е на врвот по бројот на склучени бракови во земјава во изминатата година, гледано по општини. Вкупно 753 двојки стапиле во брак во 2018-та. Според податоците на Државниот завод за статистика, од нив 713 припаднички на понежниот пол за прв пат го кажале судбоносното да, а 40 се омажиле по втор пат. На 689 младоженци им бил прв брак, на 63 втор, а само еден се женел повеќе пати. Бројот на склучени бракови во земјава во 2018 година во споредба со претходната година е намален за 2,1% и изнесува 13.494 склучени брака. Најмногу бракови, или 1665, се склучени во месец август, а најмалку 738 во месец март. Најчесто е стапувањето во прв брак со учество 93% за жените и 91,8% за мажите. Во втор брак со учество од 7,7% и во трет брак со учество од 0,5% од вкупниот број склучени бракови, почесто стапуваат мажите.
Во 2018 година најголем број бракови или 4446 се склучени кај жените на возраст од 25 до 29 години. Според возраста и кај мажите најголем број бракови 4999 се склучени во истата старосна група од 25 до 29 години. Просечната возраст при склучување прв брак е 26,9 години за невестата и 29,6 години за младоженецот. Бројот на разводи пак во 2018 година исто така бележи намалување од 18,8% во споредба со 2017 и изнесува 1620 разведени бракови. Најмалку бракови или 63 во текот на годината се разведени во месец август, а најмногу 172 во месец декември. Според траењето на бракот, најголем број од разводите се случиле од 5 до 9 години по склучување на бракот. Гостивар е на трето место во земјава по број на склучени бракови веднаш по Скопје и Тетово. Според податоците кои ги објави Државниот завод за статистика, во текот на 2018 година на подрачјето на општина Гостивар биле формирани 718 брачни заедници. Ова покажува дека се одржува стабилно ниво и нема драстичен пат на склопувањето бракови, тренд кој беше забележан претходно. Статистиката вели дека мажите почесто стапуваат во брак по втор или по трет пат, отколку жените. Во Гостивар лани 61 младоженец кажал да по втор пат, а за 7 бракот што го склучиле им бил трет по ред. Што се однесува до невестите, 47 стапиле во брак по втор пат, а една барала трета среќа. На подрачјето на општина Врапчиште лани се регистрирани 246 нови бракови, а во Маврово Ростуше ги имало 73. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност и со умерен јужен ветер. Температурите се движеа во интервал од 5 до 23 степени Целзиусови. Утре попладне и особено на северот ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, краткотрајно засилување на ветерот, грмежи и ќе има услови за појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 24 степени Целзиусови.